Здраво! По последниот дебакал на Макфест минатиот викенд, во јавноста, генералната јавност, но и во медиумите, се почесто се слуша ставот дека македонските фестивали полека, но сигурно го допираат дното. Дека интересот и на композиторите и на изведувачите е се послаб и дека квалитетот на понуденото е крајно дискутабилен. Токму затоа, денеска ја отвораме темата. Која е иднината и каков е просперитетот, каков ќе биде просперитетот на македонските фестивали во иднина. Ве покануваме и вас, се разбира, да се вклучите со вашите ставови, мислења, коментари на нашите Facebook и Twitter профили, користејќи го хаштагот ЗебраМК. Денеска во студио со нас се заменик главен уредник на Вечер и со долгогодишно искуство од забавниот музичка рубрика Александра Тимковска и младиот пејач Игор Митровиќ, кој токму викендов беше еден од изведувачите кои настапија на Макфест. За жал не успевме да го видиме тој настап, бидејќи пренос немаше на МТВ, а и поради тоа ја немаше онаа низа коментари која што често се случува и на Твитер и на Фејсбук, како и во другите земји кога има некој интересен настан, кога има коментари, меѓутоа поради пропустот на македонската телевизија јавноста немаше шанси да го види преносот на фестивалот. Тоа беше еден од пропустите на овој фестивал, меѓутоа и за другите фестивали во Македонија често има повеќе пропусти отколку позитивни работи, меѓутоа и покрај тоа изведувачите се пријавуваат и особено младите. Игор, за тебе како млад изведувач, кој е мотивот со оглед на сиот тој негативен бекграунд и покрај се да се пријавиш и да учествуваш на ваков тип манифестација? Добро, да сега не сум имал толку лошо како искуство за некои вакви односно случаи, со тоа што неочекувано беше сето тоа како за мене, така и за сите. Искуството пред се ти носи, значи, она да те научи за како било, како ќе биде, како моментално и нели да се створиш ти значи како една слика за тоа што тоа всушност нели значи. Уствари, не ми е криво воопшто што бев дел од сета таа манифестација и сето тоа, но ета, тоа, мислам, јас бев таму нели за да си исполнам нели својот дел, ми е криво што нели спадна нели тие проблеми, што е многу нормално, но се односно добро тоа не одеше во живо, него нели одеше погасно во неделата во 2,5 часот, мислам дека. Со тоа што сега тоа е тоа отприлика. Кога слушнавте дека публиката нема да ве следи во живо? Да. Влијаеше ли тоа на квалитетот на вашиот настап? Па јас дознав буквално едно 15 секунди пред да искочам јас и на сцена, не беше убаво чувство да се слушна тоа, затоа што знам колку мои луѓе што ми се фанови, што ми се нели и пријатели, што ми се нели најблиски, чекаат да ме видат и тоа ми дава еден поттик, една енергија која што би можел нели да пренесам. Но секако дека не дозволив тоа нели да се предскаже нели надвор од салата. Така да влијае, но не до толку, бар сега мене лично не толку за да ми биде нешто настапот лош или нели некои такви работи. Александра, која е последната голема македонска поп звезда која условно кажано ја изфрлила фестивалите? Не се сеќавам. Зошто? Не се шегувам, па за жал еве кога и коментираме, кога дискутираме со колегите, некако во последниве години буквално како ништо да не се случува на сцената. Далеку од тоа дека нема песни, далеку од тоа дека не се издаваат албуми, меѓутоа навистина јас не можам да се сетам еве од прва, ако ми поставите некој такво прашање, да речеме на 3 песни кои што ми влегле во уво. А ако не можам да се сетам на 3 песни кои што ми влегле во уво, тогаш слободно можам да кажам дека навистина музиката ни тапка во место. А која е последната звезда која што излегла на фестивалите, па ако се смета Тоше, тогаш тој ќе биде последната и единствената веројатно. Дали може да се очекува овогодинешната победничка, еве конкретно на Макфест, Александра Јанева, токму со оваа песна или со овој нејзин настап да направи некаква сериозна музичка кариера? Навистина не можам да ти одговорам на ова прашање, бидејќи единствената снимка која што ја има на YouTube е со толку лош квалитет, веројатно е правена со некој мобилен телефон, што навистина не можам да го слушнам текстот. Девојката можам да наслушнам дека пее убаво. Значи, навистина не можам да кажам ништо повеќе од тоа, бидејќи многу е лоша снимката. Да не бидам сватана погрешно. Значи, девојката пее убаво, има некој глас кој што ме потсетува на некого, меѓутоа повторно ќе кажам поради тој квалитет не можам да се сетам на кого ме асоцира. Текстот не знам каков и не можам да кажам дали песната ќе биде хит. Иако не верувам, затоа што одамна не се случило некоја фестивалска песна да биде хит.
одамна. Навистина дури не само фестивалска, па ми се чини дека ние сме немали хити, мислам дека е проблем, еве сега се најавува дека ќе биде радискиот фестивал Марс. Проблем е да се одберат хитови. Навистина јас не знам која е таа песна која што кај нас може да биде прогласена за хит на годината. Имаме буквално во музиката секој има свој 5 минути. 5 минути е хит една песна, нели потоа е друга, ама тоа се баш 5 минути. Ништо повеќе од тоа немаме летен хит, немаме, не знам, пролетен, зимски, есенски хит. Навистина, тоа мене ме плаши таквата состојба. Како ги мериме ние хитовите? Значи, по бројот на колку пати Па веројатно по радиостаниците го по- свртеле, бидејќи не се продаваат кај нас. И немаме топ листи, тоа недостасува по бројот на топ листи. Зошто нема топ листи? Затоа што веројатно нема ни музички емисии Да, на телевизиите. да. На телевизиите не, но радијата имаат. Да, на радиите, меѓутоа, не знам колку тие вртења може да се сметаат и нели тие број колку пати се емитуваат песните, колку тие резултати може да се сметаат за веродостојни, затоа што секој кој што ќе издаде песна може да отиде во радио, ако тој некој му е поблизо ќе биде песната вртена и слушана. Така да не знам дали и тоа веродостојно. Немаме ние топ листа, последната телевизиска топ листа мислам дека згасна пред некои си 2 до 3 години, ако добро се сеќавам, и толку. Многу малку имаме домашна музика. Игор, од коментари вака и од текстови што имам читано, надпреварачкиот дел често се издвојува и се ево како некој вид на фактор као за создавање на тензија на самите фестивали, значи напнатост, некој вид на изнасилена конкуренција, меѓутоа не во позитивна смисла да ги натера луѓето да направат подобри песни и подобра изведба, туку да има некој тип на местенки или не знам како да ги наречам. Значи, зошто кај нас кон ова не се гледа или кон конкуренцијата не се гледа како на мотивација, туку е како на некој вид сопка. Ти си можеби помлад, можеби си го гледал до сега од страна, а сега го гледаш директно. Зашто нема да речеме онаков здрав надпревар? Тоа е сега, значи лично јас буквално, значи не само сега, него воопшто кај да одам, што и да правам, значи не гледам никогаш за некој друг. Секогаш гледам само за себе, без разлика значи дали е тоа надпревар, дали е тоа само фестивал каде што е нели ревијален дел или. Мене ми е битно јас да се представам во супер светло, во тоа што, односно ја да бидам тоа што сум. И пред се, таа конкуренција нажалост ја има многу. Значи она баш нели негативна односно што ми кажа ти. Нажалост, да, можеби не е толку нели искажана, но ја има, значи можеш да почувствуваш по било што. Не многу, значи сакам да значи да се обврнам и на тоа внимание, бидејќи едноставно не ме интересираат мене тие работи, сакам да се гледам својот пат. Дали тоа рекла казала не ме интересира, а од друга страна баш за тоа сакав и да спомнам дека според мене мислам дека многу подобро би било што тоа фали, значи кај нас тука, еден фестивал тука ние го имаме свето многу на поинаков начин, фестивал како надпревар. Зашто мора да е надпревар? Мислам дека би било супер да биде фестивален како ревијален дел кој што Македонија ќе биде само со тој еден фестивал и ќе вложи многу значи во тој фестивал. Ќе го добие најдобро. И ќе го добие најдоброто. Значи со тоа што ќе се има и супер песни кои што нели ќе бидат понатаму и хитови, ќе има супер значи извадувачи, ќе има супер песни. Сакам да кажам дека може да се организира да се направи сето тоа едно, но во поголеми рамки. Али е така, нас тоа не остасува, така да не многу сум љубител на тие нели фестивали кои што имаат нели таков карактер за сонапреварување, но кога ни е тоа само таа опција, тогаш сакам некој. некој. Што е за тебе музичкиот успех во Македонија? Значи ако зборуваме дека треба да имаш пријатели во радио за да ти ја вртат песната, дека фестивалите не се мерило за тоа дали една песна е успешна, е хит или не, и дали еден пејач станува звезда или не, дека цедиња кај нас не се предаваат, односно албумите се на прсти бројат групи кои што предаваат албуми. Што за тебе како млад изведувач кој што сега ја пробива својата сцена е музички успех? Кој би бил твојот плафон? Мојот плафон би бил успех. Сега можам ќе звучи дрско и безобразно, но мислам дека во Македонија успех како успех, мислам дека не може да се постигне нешто, кој знае колку, бидејќи
прве ние немаме пазар за успех, мислам за на музички пазар. Успех, ако ме прашуваш, значи конкретно што е за мене, е за да успеам, значи негде надвор, дали во Европа, дали негде во светот. Тогаш тек тоа ќе биде успех за секој пејач што нели ќе излезе од тука, а сето дека си тука додека пробуваш, дека те тапкаат, односно некој ќе те тапкаат, некој ќе те газат, некој ќе те сопињаат, нели сето тоа е оној успех, али лажен успех кој што го не знам. Да, еве ја ќе направам утре CD албум. Кој ќе го купи тоа? Може некој ќе ги сака моите песни, ама зашто да ги купи кога може од интернет да ги снимне бесплатно? Така да тоа не функционира кај нас и мислам дека некој ултимејто на успех дека не може кај нас да има. Александра, околу надпреварачкиот дел, ти како новинар еве сега кај Скопскиот фестивал ќе се создаде или за очекување да се создаде голема конкуренција бидејќи многу пари се во игра, значи 35.000 евра вкупен награден фонд, 20.000 евра за прва песна, 10 за втора, 5 за трета. Значи ако до сега ваков тип на скандали се случува за нешто што е помало, кажи ми Што нема многу пари. што очекуваш да се случи еве на нешто волку големо што до сега не се Се што. Не, до сега нема што се нема случајно, значи позади Да, сцената ама ова е има веќе се што нова буквално. димензија му дава на Веројатно са некоја масовна тепачка. Не, се шегувам. Навистина не знам и ова ми е оваа новина која што ја прочитав ми се чини вчера. Буквално во прв момент помислив дека некој се шегува, затоа што таков фонд на награди кај нас до сега немало. И навистина мислев дека се работи за шега. Дај Боже да си ги добијат победниците парите, дај Боже се да биде како што треба и конечно тоа да им биде мотив, ако веќе ништо друго не може да им биде мотив на авторите да направат добри песни и да добиеме хитови. Се надевам дека значи барем ако не друго парите ќе бидат доволен мотив да добиеме квалитет. Можеби не, нели, во 100%, меѓутоа барем во некој добар дел од песните ќе видиме успешно фестивалско издание. Кога ги слушате македонските поп песни, да речеме еве она што може да се подведе под некакви хитови македонски во изминативе 2-3, па еве нека бидат и 5 години, и кога при тоа ќе ги преслушате на пример светските хитови, да не одиме подалеку еве од летото 2013 со кој што меѓу другото преку светските музички канали растат цела една нова генерација на деца кои што се учат на тој тип на музика. Каква паралела можете да извлечете во поглед на квалитетот? Види, не сум јас од оние кои што сметаат дека туѓото секогаш е побаво од нашето. Напротив, сметам дека имаме квалитетна музика, имаме и многу добри имиња, значи добри изведувачи. Меѓутоа имаме проблем, да речеме секогаш кога е фестивал во прашање, без разлика дали е Макфест, дали е Скопје, дали се бира представник за Евровизија, секогаш не знам зошто, веројатно главната причина ја гледам во првите луѓе на фестивалите. Тие секогаш даваат некоја насока, да речеме оваа година фестивалот е во етно стил. И сите некако се фокусираат на тоа, се затвараме, значи буквално нели гледаме само во една насока и добиваме еве на фестивалите, значи конкретно добиваме песни кои што не се модерни. А дека нашиве хитови, да речеме, сега не сите нормално, нели, повторно да не генерализираме, дека далеко од тоа дека ние немаме убави песни. Па преведете ги само песните на, не знам, на Ријана, Бионсе, па такви текстови, мислам, веројатно и на Игор би му било срам да ги отпее. Не дека сега тие имаат, да не бидам нели погрешно разбрана, тие имаат продукција, имаат подобра продукција, но и што е нормално кога ќе се вложат толку пари. Не може да мериш ти вложени 1000 евра со вложени 100.000 на пример. Нормално дека за повеќе пари ќе добиеш и повеќе квалитет и кога е песната во прашање и видеозаписот. Меѓутоа не мислам дека немаме квалитет. А зошто се случува тоа насочување кон не знам фестивалите, не кога знам, тоа очигледно не влие добро на квалитетот? Не знам, еве јас со години истото прашање го поставаме кога Евровизија во прашање. Зошто мора да се оди само, не знам, на етно? Значи, да, нека има некои моменти, меѓутоа не треба сега песнава да ја преоптовариме, да ставиме и гајда и тапани се и на крајот да не личи на ништо и после некој не е крив. Па добро, тоа е мислам цел ланец, нели сега да не вадам само една алка од ланецов. Навистина не ми е јасно зошто секогаш така се насочуваат и на крајот не добиваме производ како што треба да добиеме. Еве ме праша, мислам спомна странските изведувачи да направиме паралела со нашиве. Па еве Игор ја знае Рената.
Рената? Да, Кралевска. Кралевска, да. Значи девојчето прави музика која што еве има неколку песни, не знам, можеби се 5-6 песни, прави песни во стилот на Ина. Да, овие тие нели романски хитови Морена што беа и одлично и оди. И дури кога ако ја слушнете, не знам дали сте ја слушнали, нема ни да знаете дека пее македонка. И мене тоа ми е мерило дека и крај нас има луѓе кои што можат и знаат да направат нешто. Значи, не може да имаме ние само добри политичари, да имаме само добри математичари или не знам, добри филолози. Сигурно ако не 100, ќе имаме и барем 20 добри пејачи. Меѓутоа, многу малку сакаат веројатно и да вложуваат и некако, не знам, веројатно има и страв да ризикуваат. Секогаш се тоа на некоја проверена варијанта. Тоа е добро и сега сите ќе го туркаме тоа, па но не се покажува дека е добро, се покажува дека не заживува. Веројатно да, заради тоа не вложуваат и не сакаат да ризикуваат. Некое просечно ниво. Да. А како е поглед на да речеме трудот, на работата на себе си, на проби, на унапредување и кај изведувачите, меѓутоа и кај луѓето што организираат фестивали, кај продуцентите, мислиш дека е на доволно ниво? Еве, од твоја лично искуство, да. Од моја лична. И кај другите или тоа е твојата цел само? Не, и од другите, значи што ете, сме во контакт, нели, така да мислам дека да, парите се битен дел, значи играат улога, значи во многу работи, но мислам дека пред се љубовта е таа која што треба да те понесе кога веќе станува збор за музика, за значи што е нешто уметност. Парите се битен фактор, но не до тој степен, како што кажав преска, значи јас немам мотивација да искочам и да испеам најуба или на пример еве, имам јас значи композитор и сега ја ќе му кажам, значи имам 500 евра, направи песна за 500 евра, или ако му дадам 1000 евра, па onda ќе ми направи подобра песна затоа што ја ќе му дадам 1000 евра. Тоа нема врска, тоа се зависи од човек, значи колку е инспириран, колку сака да направи и што да направи. Од овој аспект сега би настапувал повторно на фестивали? Општо на било кој фестивали? Да. Без исклучок и на фестивалите кои што ќе нудат одредена сума за победниците. Значи, имаш ли интерес и мотивација и предизвик, вака сега од кога ги виде како тоа функционира и од внатре, како дел од фестивалот, повторно да се надпреваруваш? Да, не сум многу голем значи љубител ја на надпревари воопшто. Се така да за жал јас значи да имаш само фестивали кои што ќе има значи ревијален дел, да јас ќе бев на секој можен фестивал, нели. Но на овие фестивали едноставно бидејќи знам дека не оди се како што треба, зборам и за надвор, значи не само за кај нас, дека не оди се како што треба, сите сме запознаени со нели тие работи како одат, дека не секогаш квалитетот значи излегува нели и на површина или пак песната која што е најдобра дека таа ќе победи. Секогаш има некои работи кои што не се баш најчисти. Тие работи мене ми сметаат. Сега се навикнав на тоа бидејќи живам нели во една таква земја која што се случува такви работи и сметам дека би настапил затоа што немам нели некоја друга солуција, но значи не по секоја цена. Александра, да резимираме, има ли поента во македонските поп фестивали? Имаат ли иднина? Па, дали имаат иднина? Веројатно имаат. Затоа што секогаш има некој на кој што ќе му се исплатат фестивалите, а дали има поента? Па има поента за дебютантите. Затоа што овие другите не сакаат да учествуваат. За дебютантите има одлично место за бесплатна промоција на песната и сега бесплатна само настапот е бесплатен, инаку се друго нели се плаќа. Искрено се надам дека конечно некој навистина ќе седне ќе размисли и ако не да ги укине сите, барем еден или два ќе укине и ќе се фокусира на оние другите што ќе останат, ќе ги направи да бидат добри и да навистина да се гордееме со нив. Да кажеме, ние имаме музичка сцена, имаме фестивали, имаме пејачи. Добро, Александра и Игор, ви благодарам за учеството во Зебра. Ние се гледаме повторно во вториот дел кон крајот на оваа недела. Чао.